Дводневен распоред на гробиштата во Штип воведува повторно Брегалничката епархија за празникот на упокоените за Душница. В петок попладне помените и молитвите свештениците ќе ги извршат на гробиштата над капелата, на делот познат како Нови гробишта, а во сабота наутро под капелата на Стариот дел. Дополнително во двата дена ќе има и дежурен свештеник во градската црква Свети Никола во Штип за трисаѓа и молитва за покој на упокоените. Деталите ги објасни протоиереот Добрица Јанев. Во петок попладне свештениците ќе бидат во гробиштата над капелата, кај нас познати како Нови гробишта, трите рампи и малата парцеличка кај паркингот спроти капелата. Во сабота сабајле пак свештениците ќе бидат во старите гробишта и најновиот дел што го нарекуваме патот Радовиш. Така беше и минатата за Душница, така ќе биде сега и понатаму, бидејќи кажавме и тогаш и пат ќе кажеме дека гробиштата се шират, а ние сме толку колку што сме и не можеме да обслужиме во еден ден се, и затоа така ги поделивме имената за Душница и ова. Напоменувам дека и во петок попладне и во саботот сабајле ќе има дежурен свештеник, па така оној што не може да отиде на гробишта, може да дојде во црквата Свети Никола да му се направи трисагија или молитва за покој на упокоените. Бидејќи за Душница и празникот Свети Трифун оваа година се празнуваат во ист ден, Јанев вели најпрво ќе има литургија за упокоените, а веднаш потоа ќе се прави водосвет во чест на Свети Трифун како заштитник на лозарите. За Задушница ќе се служи за упокоена литургија во сабота и потоа ќе се направи и водосвет во чест на Свети Трифун, бидејќи тоа е традиција да дојдат лозарите да си земат од светената вода. Значи Задушница си Задушница, Свети Трифун си е Свети Трифун, значи двата празника се празнуваат истовремено. За Задушница ни треба, рековме, пченица, вино и свеќи, за Свети Трифун ни треба молитва и еве светена водичка која лозарите можат да си ја земат и овоштарите, а можат и да повикат секој свештеник да им го закори, да им го благослови лозовиот или овошниот насад. Суштината на празникот останува непроменета. За Задушница потребни се пченица, вино и свеќи, а секој може да повика свештеник за мал помен за покојните. Разликата годинава е само во времето, со цел да се избегнат долгите чекања и гужвите на гробиштата. Ова важи исклучливо за Штип, а од сега Брегалничката епархија ќе се раководи според оваа пракса, за празникот да помине достоинствено и мирно за сите верници.